Добар ден, првачиња. Денешниот час е час по предметот математика. Што ќе учиме на овој час? Ќе учиме за поимите внатре или надвор. Кој се цели на овој час? Ученикот да ги разбере поимите внатре и надвор. Да знае каде може да се наоѓаат одредени предмети, да ги применува знаењата во решавање на проблемски ситуации. Да повториме за поимот множество или Венов диаграм. Кривата затворена линија се вика множество или Венов диаграм. Се што се наоѓа внатре во множеството, велиме дека тоа се елементи на множеството и тие елементи припаѓаат на тоа множество. Се што се наоѓа надвор од множеството, велиме дека тие елементи не припаѓаат на тоа множество. Колку сте сватиле, да видиме преку следниот пример. Значи, овде има едно множество. Кои се елементи на ова множество? Значи, се што се наоѓа внатре, во множеството се елементи на множеството. Тоа се броевите 1, 3, 5, 7 и 9. Тие елементи се наоѓаат внатре во множеството. Што значи дека се што се наоѓа внатре во множеството, велиме дека тоа се елементи на множеството и тие елементи припаѓаат на тоа множество. Уште еднаш да повториме кои се тие елементи. Значи, тоа се броевите 1, 3, 5, 7 и 9. Размислете добро, какви се овие броеви? Значи, ова се непарни броеви до 10, односно непарните броеви на првата десетка. Продолжуваме понатаму. Значи, ги спомнавме кои броеви се наоѓаат внатре во множеството, а сега да ги видиме кои броеви се наоѓаат надвор од множеството. Тоа се броевите 2, 4, 10, 8 и 6. Што значи дека се што се наоѓа надвор од множеството, велиме дека тие елементи не припаѓаат на множеството. Уште еднаш да повториме кои броеви се наоѓаат надвор од множеството и не припаѓаат на множеството. Значи, тоа се броевите 2, 4, 6, 8 и 10. Размислете добро какви се овие броеви. Значи, ова се парните броеви до 10, односно парните броеви на првата десетка. И сега да видиме колку сте сватиле преку една задача. Внимавајте добро. Милан има играчки. Неговите играчки се наоѓаат внатре во кругот, односно во множеството. А на Јован играчките се наоѓаат надвор од множеството. Ајде да видиме кои играчки се на Милан, а кои се играчките на Јован. Значи, рековме дека играчките на Милан се наоѓаат внатре во множеството. Кои се тие играчки? Топка, мече, коцки и роб. А играчките на Јован се наоѓаат надвор од множеството. Кои се тие играчки? Хеликоптерче, камионче, ракета и автомобилче. Значи, да ги наброиме играчките на Милан. Каде се наоѓаат играчките на Милан? Внатре во множеството. Кои се тие играчки? Топка, мече, коцки и робот. Да ги наброиме играчките на Јован. Каде се наоѓаат играчките на Јован? Надвор од множеството. Па кои се тие играчки? Ракета, хеликоптерче, камионче и автомобилче. Така, нели? Уште еден пример каде ќе го употребиме поимот внатре. Мила од својот брат за роден ден добила еден пакет. Кога Мила го отворила пакетот, многу се изненадила, затоа што нејзината желба се исполнила. Погодете што има внатре во пакетот. Видовте, нели? Значи, внатре во пакетот има едно мало кученце. Еве,
и овде е употребен поимот внатре. Следна активност, каде што ќе го употребиме поимот внатре, е во следнава задача. Кои предмети ги има Владе внатре во неговата соба? Да ги наброиме. Гледаме еден цртеж, односно дел од собата на Владе. Значи, каде се наоѓа Владе? Владе се наоѓа во неговата соба. И кои предмети ги има? Значи, креветот, килимот, овде има столица, па има една комода, на комодата стои глобус, ламба, потоа полица со книги, часовник, завесата која што стои на прозорот и од другата страна исто така има полица со играчки, мече, топка, автомобилче, ракета и робот зајак. Вие набројте ги предметите што се наоѓаат во вашата соба. Продолжуваме понатаму да видиме кои предмети ги има Владе во неговиот дом. Значи, внатре во неговиот дом. Да го разгледаме цртешот и да ги наброиме предметите кои што се наоѓаат внатре во домот на Владе. Овде гледате слика и уште една слика која што се закачани на зидот и се наоѓаат внатре во домот. Потоа има столици, маса, килим, фотелја, тросет, ламби, комоди или фиоки, саксија со цвеќе и исто така има комода на која што стои компјутер. Вие внимателно забележете кои предмети се наоѓаат во вашиот дом. Сега ги видовме предметите кои што се наоѓаат во домот на Владе. Но, кога Владе отиде на прошетка надвор од домот, кои предмети ги виде? Да ги наброиме. Го виде знакот стоп, знакот семафор. Забележа исто така дрво, птица, кукичка за птици, камион и кога отиде на село кај својата баба, виде прасе, исто така виде и кокошка со пиленца. Значи, сите овие работи се наоѓаат надвор од домот. И вие излезете надвор од домот и забележете некои работи кои ги гледате. Колку запомнивте и колку научивте, да видиме со следниве задачи. Значи, овде имаме задача 1. Внимателно слушајте. Каде ги наоѓаме пред следниве работи? Внатре или надвор од домот? Штиклирај ги оние предмети што се внатре. Овде има една табела. Табелата има 3 колони. Првата колона пишува предмети, втората колона внатре и на третата колона пишува надвор. Во првата колона рековме дека се наброени предмети. Замислете си дека ова вистински автомобил, потоа вазна и компјутер. Што беше задачата? Да ги штиклираме оние предмети што се внатре во домот. Каде се наоѓа вистинскиот автомобил? Внатре во домот или надвор од домот? Значи се наоѓа надвор од домот. Па, дали ќе го штиклираме? Не. Каде се наоѓа вазната? Вазната се наоѓа внатре во домот и неа ќе ја штиклираме. Како и компјутерот кој што се наоѓа внатре во домот и него ќе го штиклираме. Продолжуваме со следна активност, односно со задача 2. Внимателно слушајте. Каде ги наоѓаме следниве работи? Внатре или надвор од домот? Штиклирај ги оние предмети што се надвор. И овде исто така имате табела, која што има 3 колони. Првата колона предмети, втората пишува внатре и третата колона пишува надвор. Кај што се сместени предметите во првата колона, значи има ограда, внимавајте, покрај оградата има трева, потоа бунарот кој што се вади вода и исто така има када. Што беше задачата? Да ги штиклирате оние предмети што се наоѓаат надвор. Да видиме, кај се наоѓа оградата? Оградата се наоѓа надвор од домот.
Па дали ќе ја штиклирам? Секако да. Кај се наоѓа бунарот? И бунарот се наоѓа надвор од домот. Па и бунарот ќе го штиклираме. А каде се наоѓа кадат? Кадата се наоѓа внатре во домот, па неја нема да ја штиклираме. Дали ги научивте поимите внатре и надвор од домот? Верувам дека ви е јасно. Сега следува задача која треба вие да ја напишете во вашата тетрадка. Во вашата тетрадка по математика нацртајте неколку предмети кои ги има внатре во вашиот дом. Следна задача е да излезете надвор и да забележите неколку предмети кои се наоѓаат од дворот од вашиот дом, да влезете внатре и да ги нацртате. И третата задача е во учебник математика дел 3 на страна 43. Решете ја задачата внатре или надвор. Еве мало насочување на задачата или објаснување. Дадена е табела каде што во првата колона има предмети, во втората колона пишува внатре и во третата колона надвор. Штиклирај ги предметите кои се наоѓаат надвор како што е покажано во примерот. Ви благодарам на вниманието.